Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Многу сум возбудена бидејќи можам да ја најавам мојата прва зборувачка работилница по македонски јазик, која е потполно бесплатна. Ќе се одржи во сабота на 21 февруари 2026 година во 2 термина. Првиот термин е предвиден за почетни зборувачи на македонскиот јазик, односно за оние кои зборуваат на ниво А1, А2 и им треба помош при составување на реченици, а втората ќе се одржи во 12 часот, кога ќе завршам со првата, и таа е за напредни зборувачи на македонскиот јазик, односно за напредни говорници. Многу се радувам за овие две работилници кои ќе се одржат и се надевам дека и ти ќе дојдеш да присуствуваш. Доколку те интересира, линкот за пријава се наоѓа во описот на оваа подкаст епизода, и тука можеш да се пријавиш или пак да ми пишеш на мојот мејл mariamaленовиц92@gmail.com. Да продолжам со денешната тема. За денес избрав да зборувам за тоа дали ти е потребен талент убаво да го зборуваш македонскиот јазик. Дали сметаш дека треба да имаш талент убаво да го зборуваш македонскиот јазик или дека трудот без талент е доволен за усовршување на некоја вештина. Прашањето е исто така дали трудот може да биде доволен да можеш убаво да зборуваш на македонски. Некои луѓе мислат дека може да зборуваат некој јазик само ако се талентирани за јазици, или пак може да го зборуваат македонскиот јазик само ако имаат талент за зборување на словенски јазици. Лично сметам дека постојат многу талентирани луѓе на планетава, но исто така мислам дека талентот без трудот не може да опстане. За некој може да се каже дека е талентиран да биде уметник, да слика убави слики, но доколку талентот не го негува, нема да биде успешен уметник, туку неговите слики ќе седат во некоја соба, во некоја ателје или работилница, ако се не потруди да го покаже на светот својот талент. Или пак ако некој е талентиран да пишува проза или поезија, но доколку не го негува тој талент, односно не пишува песни, неговиот талент нема да заживее. Туку ќе остане само така. Напишани 2-3 песни во некоја тетрадка и толку. Талентот без труд едноставно не може да постои, но она што се случува во праксата е често тоа дека просечната личност при практикување и усовршување на некоја вештина многу лесно може да ја прешише талентираната. Разликата помеѓу талентираниот човек и успешниот е волјата и огромната количина на вложен труд. Просечниот човек може толку добро да усоврши некоја вештина да околината ќе каже дека е талентиран, но тај човек воопшто не е личност. Не е талентиран, туку има волја и голем труд таа вештина да ја усоврши, односно голема желба да биде добар во тоа, во практикување на таа вештина. Дали е тоа свирење на некој инструмент, зборување на некој јазик, или некој спорт, се зависи од личните преференции на личноста. Онаа личност која ќе се одлучи своето време и енергија да ја вложи во учење и усовршување на некоја вештина, многу лесно може да ја престигне талентираната личност. Многу ми имаат прашано дали е тоа можно и во што е разликата. Па така, например, оној кој нема талент, свесен е за тој факт и не се оптоварува околу тоа дали има талент за таа вештина или не. Туку со овладувањето на таа вештина влегува. Свесно и посветено. Таа личност кој нема талент ги следи вежбите, ги гледа насоките на менторот и се труди секој час и секој момент подобро да ја усвои вештината. Оној
кој не е талентиран и свесен е дека не е талентиран, се труди секој ден да биде подобар и подобар во таа вештина. Ке ти кажам тоа од моја лично видување на талентот. Бидејќи за себе не мислам дека сум талент на јазици или пак дека сум талент за нешто друго во животот. Бидејќи зборувам 6 јазици, многу луѓе од околината ми велат, ми имаат кажано всушност дека сум талентирана за јазици. Но тоа воопшто не е точно. За секој јазик кој сум го изучувала, првен сум имала голема желба да го учам тој јазик, а потоа и волја. Многу е полесно кога има желба и волја. Дали во некој момент ми било тешко да научам да зборувам некој јазик? Па секако дека да, но што имам направено во тој момент е прашањето. Повеќе и повеќе имам вложено труд и тие недостатоци и пречки при зборувањето и учењето на тој јазик да ги надминам. И секако труд и многу работа и учење за секој од јазиците. Дали сум ги исполнувала досадните домашни вежби од професорите? Па секако дека да. Да пишуваш некој збор, често имавме по часовите на англиски јазик и француски да пишуваме непознати зборови по 10 пати. Во тој момент тоа ми се чинеше многу досадно. Но сето тоа ми помогна подобро да ги научам зборовите, да ги пишувам и да ги изговарам. Тука сакам да потенцирам колку е важно слушањето на упатствата од менторите. Бидејќи менторите, професорите знаат зошто имаат кажано тој збор да се пишува 10 пати. Може би како деца во тој момент ни изгледало досадно, но има зошто е тоа така. Може би малку подоцна ќе разбереме зошто е тоа така. Но она што сакам да ти кажам е доколку сакаш да се усовршиш во некоја вештина и сакаш да ангажираш ментор, тогаш за да навистина успееш, потребно да ги слушаш упатствата од менторот. Знам дека некогаш е тешко да се следат истите, но во тој момент мислам дека е битно да се опуштиме и да веруваме во упатствата на менторот. Тие се тука да ни помогнат да ги надминеме пречките. И на крајот, но не најмалку важно е храброста да се прават грешки. Ова го гледам многу често, бидејќи луѓето не се доволно храбри. Направат грешки, да. За да се успее да се надмине талентираниот, освен волјата, потребно и храброста да се прават грешките. И да истите не се гледаат дека е тоа многу страшно, бидејќи грешките се дел од патот и колку почесто правиме грешки, толку поблизу ќе напредуваме. Знам, може би ова ќе звучи контрадикторно, но навистина е така. Исто така, освен храброста да успеш во некоја вештина, потребна и доследност. Секој ден да се појавуваш за себе. Да научиш да зборуваш некој јазик или во овој случај македонскиот, не мораш никого да одушевуваш. Туку биди тука за себе. Остани на твојата одлука да го зборуваш македонскиот јазик од месец во месец подобро. И на крајот на оваа епизода можам да направам како една равенка што представува трудот. Трудот е еднакво на волјата, плюс трудот, храброста и доследноста. Да, верувам дека талентот е преценен и дека во животот повеќе ќе успее оној кој се труди, отколку оној кој е талентиран и не се труди. Доколку ти меташ дека не си талентиран за зборување на македонскиот јазик, односно талентирана и ти треба помош, сега можеш да се приклучиш на бесплатната зборувачка работилница и да видиме што е она што те мачи во врска со македонскиот јазик. Многу се радувам да те запознам. Доколку ти се допаѓаат моите подкаст епизоди, продолжи да ги слушаш и те поздравувам до некое следно слушање.